Одлуката за кризна состојба на јужната и северната граница важи до крајот на годинава. Дали ќе има продолжување или не ќе се знае за неколку дена. Полицијата е на терен заедно со припадниците на армијата на Македонија, а за справувањето на терен со нивните тактичко-технички мерки од денес се побогати со дополнителна опрема која ја донираше Европската унија од Одделот за гранични работи и миграција. Министерот Спасовски вели дека сериозното партнерство со Унијата допринесува за поголема безбедност не само на земјава, туку и на регионот, кога станува збор за миграцијата од Блискиот Исток, но и криумчарењето на луѓе. Македонската полиција, пред се граничната полиција, од денеска има една опрема, сериозна, квалитетна, со која што ги зголеми своите капацитети, а со тоа и безбедноста на границите на Република Македонија. И ова е нешто како придонес на Европската унија за Република Македонија со справување со мигрантската криза, а преку тоа и со справување на криумчарењето на мигранти. Амбасадорот на Европската унија во земјава Самуел Жбогар, кој денес присуствуваше на обуката и предавањето на опремата на македонската полиција, вели дека како и досега, Унијата ќе стои позади сите потреби на службениците во успешно справување и предизвици кои ги носи миграцијската криза, но и криумчарењето на луѓе токму на оваа гранична линија. Да имам ова можност заедно да можеме да ја демонстрираме, да бидам присуствувам на оваа церемонија на примопредаја и во исто време да можеме да го демонстрираме нашиот интерес како и посветеност на самата земја во контекст на справување со проблемите кои што се предизвикани од бегалската криза. Денешната опрема е во делот на надзорниот систем, но паралелно се одржа и обука, се со цел зголемување на капацитетите, на сите потребни мерки за поголема безбедност на граѓаните, но и сериозно решавање на проблемите на терен.